me të cilën do të mundësohet siguria e prodhimit bujqësor. Nga aspekti ekonomik, mund të theksoj se krijimi i një arke të sigurimeve bujqësore është një hap i rëndësishëm përpara për vendin, me çka edhe shumë i afrohen standardeve evropiane. Qëllimi i kësaj qeverie është jo vetëm të investojë në qytete, por edhe të realizojë projekte që do të zhvillojnë në mënyrë të barabartë zonat rurale dhe të dy vendet që kanë potencial të madh të bujqësisë. Të gjithë e dinë mirë që bujqësia është një degë kryesore në mjediset rurale dhe një nga sektorët më të rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bujqësia në vitin 2020 ka pjesë në shënoj një tendencë tjetër, duke pasur parasysh që bujqësia në vitin 2019 mori pjesë me 8.2% të bruto prodhimit vetor. Sidoqoftë, për mua si zëvendës kryeministër që koordinon edhe sektorin e bujqësisë, mbetet një sfidë për të punuar në zbatimin e projekteve dhe programeve me të cilat do të inkurajojmë rritjen e përqindjes së pjesëmarrjes së prodhimit bujqësor në bruto prodhimin vendor dhe Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet një lider në rajon në prodhimin e produkteve bujqësore për të cilat me të vërtetë kemi kushte të shkëlqyer. Почитуван министър за земеделство, шумърство и водостопанство господин Аренит Ходжа, почитуван председател на Агенцията за супервизия на осигуруване господин Кръста Шайновски, почитувана генерална директорка на Агенцията за управление с земеделският осигурителен систем Тарсим, господя Серпел Джунар, почитувани дами и господа, почитувани присутни. Денес ми представува особена чест што сум дел од оваа работилница на кој ќе биде презентирана идејата за воспоставување на земјоделски осигурителен пул, еден вид на земјоделски фонд за осигурување на земјоделството. Прв од овој вид во Република Северна Македонија, со кој ќе се овозможи сигурност на земјоделското производство. Од економски аспект можам да истакнам дека создавањето на земјоделскиот осигурителен пул е важен чекор напред за државата, со што дополнително се приближуваме кон европските стандарди. Целта на оваа влада е не само да инвестираме во градовите, туку и да реализираме проекти со кои рамномерно ќе се развиваат и руралните делови во државата, кои имаат навистина огромен потенцијал, особено за земјоделството. Сите ние добро знаеме дека земјоделието е главна гранка во руралните средини и еден од поважните сектори во Република Северна Македонија. Земјоделието во 2020 година учествува со 8,6% од бруто домашниот производ. Бележиме тенденција на пораст со оглед на тоа дека земјоделието во бруто домашниот производ во 2019 година учествуваше со 8,2%. Сепак, за мене како заменик председател на владата, кој го координира и секторот земјоделие, останува како предизвик да работиме на реализација на проекти и програми со кои ќе го поттикнуваме зголемувањето на процентот на учеството на земјоделското производство во бруто домашниот производ и Република Северна Македонија да стане лидер во регионот во производство на земјоделските производи за кои реално имаме одлични услови. Еве да напоменам уште еден податок од економски аспект. Ако се знае дека земјоделството е периодична гранка во државата во 2020 година. Споредено со 2019, во секторот земјоделие имаме зголемување на обемот на производство во 3 од 4 квартали и годишно зголемување на производството од 1,7%. Ова е јасен податок дека и во време на криза политиките на владата со субвенциите и грижата даваат навистина резултати. Дополнително ќе се надоврзам со искористените средства од ИПАРТ програмата. Споредбено, за ИПАРТ 1, која се спроведуваше од 2007-2014 година, искористеноста на средствата беше само 17%, додека ИПАРТ 2 програмата бележи енормно зголемување на искористеноста од 80%. Ова е потврда дека владата ги поддржува и ќе продолжи со поддршката на секој земјоделец. Никој не е и нема да биде заборавен. Исто ќе заклучам и за субвенциите. Пример ќе ги земам последните 2 години. Во 2018 година за субвенции исплатени се 6,77 милиарди денари, односно 110 милиони евра.
за да во 2019 година се бележи пораст на субвенциите од околу 3%, односно исплатени 6,94 милиарди денари или 113 милиони евра. Со ова јасно се гледа дека сите параметри за помош и ажурност на институциите се ставени на располагање на земјоделците. Иако досега државата покриваше 60% од полисите за осигурување, според последните податоци само 4 до 5% од регистрираните земјоделци ја искористуваат оваа можност. Овој голем предизвик што го имаме доведе до моментот на формирање на овој земјоделски осигурителен пул. Овој фонд ќе биде креиран во соработка со Тарсим, системот од Република Турција, кој веќе 15 години многу успешно функционира, и особено би сакал да изразам благодарност на Агенцијата за управување со земјоделскиот осигурителен систем од Република Турција, кои ќе им помогнат на колегите во Република Северна Македонија за воспоставување на ваков систем во нашата земја. Накусо ќе се осврнам на земјоделскиот пул и како тој ќе функционира. Замислата е едноставна, но многу практична. На почетокот овој пул ќе се однесува само за осигурување на растителното производство, но понатаму постепено ќе има проширување и подобрување. Исто така за ликвидноста на пулот, полисите ќе бидат обврзувачки за земјоделците кои ќе аплицираат за субвенции. Сепак, земјоделците кои нема да аплицираат, исто така ќе може да се вклучуваат со купување на полиса, така да ќе биде достапно за сите кои имаат интерес во земјоделското производство. Како и во секоја современа држава во Европа и во светот, така и кај нас, земјоделството генерално се соочува со одредени предизвици, воглавно предизвикани од климатските промени и елементарните непогоди. Иако овие непогоди се случуваат ретко, сепак ние како држава треба да обезбедиме сигурност на секој еден земјоделец. Затоа денес оваа работилница ќе ни овозможи и ни даде увид во земјоделскиот пул кој ќе го креира Република Северна Македонија преку Министерството за земјоделство со една цел, а тоа е земјоделците да се сигурни во своето производство и секоја штета што ќе настане да биде реално и навремено исплатена. Јас овде би оставил време на другите говорници да дадат свој придонес во креирање на земјоделскиот пул и се надевам во најбрз можен рок да почне со работа. Благодарам на сите и ви посакувам убав работен ден. Палим ден. Економиста ујраве, меќелим да криимите системи те чендрувашам прем бројте не фермервен га катастрофат на природа. Бујција си активитет економик на Република на Македонија Севериот, është një sektor shumë i rëndësishëm dhe gjysma e territorit të përgjithshëm është tokë bujqësore, ku mbizotron prodhimi bimor. Prandaj prioriteti i ministrisë është i drejtuar drejt rritjes së sipërfaqeve bujqësore, rendimenti dhe cilësisë të produkteve bujqësore. Kjo nënkupton gjithashtu të ardhura më të larta për gjithë familjet që merren me prodhimtari bujqësore. Politika jonë është orientuar drejt nxitjes të prodhimit produkteve me vlera më të larta dhe të orientuara drejt eksportit. Ndryshimet klimatike janë kërcënim serios për prodhimin bujqësor. Për 3 vite me radhë, fermerët janë përballur me ndikimin e katastrofave natyrore, për të cilat Ministria e Bujqësisë, Filltarisë dhe Ekonomisë të Ujrave dhe Komisioni për vlerësimin e dëmeve në qeveri paguan mesatarisht rreth 3,5 milionë euro në vit për dëmet e shkaktuara nga këto katastrofa natyrore. Pikërisht për këtë, ne si Ministri vendosëm se është mëse e nevojshme për të krijuar qasje të organizuar për adaptimin dhe mbrojtjen e produkteve bujqësore përmes implementimit të një sistemi të ri të sigurimeve bujqësore në vendin tonë. Kjo qasje nuk është risi për botën, duke pasur parasysh këtë plagë të sektorit bujqësor, shumë vende në BE dhe më gjerë kanë krijuar sisteme, qëllimi kryesorit të cilave është të mbrojnë fermerët në një mënyrë të organizuar dhe të qëndrueshme, duke përfshirë dhe sektorin privat në procesin e kësaj mbrojtje. Sigurisht i gjithë procesi kontrollohet nga qeveritë e vendeve në mënyrë që të krijohet siguri më e madhe për kategorinë më të prekshme të qytetarëve, pra bujqit, si dhe për të rritur besimin e tyre në funksionimin e sistemit. Për të realizuar një sistem funksional, vendi ynë ka kontaktuar me Ministrinë e Bujqësisë të Turqisë dhe Agjencion Turk për menaxhim të sigurimeve bujqësore Tarsim.
nga ku kërkuam mbështetjen e tyre në procesin e krijimit. Prandaj unë do doja të falenderoj ata për interesimin e tyre dhe dëshirën për të na ndihmuar në procesin e zhvillimit të konceptit dhe hedhjen e themeleve të këtij sistemi. Ministria në bashkëpunim me qeverinë dhe ministritë dhe institucionet kompetente do të punojë për krijimin e këtij sistemi jashtëzakonisht të rëndësishëm në sektorin e bujqësisë. Ne presim mbështetje më të madhe edhe nga industria e sigurimeve. Së bashku ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur plotësisht prodhimin bujqësor nga katastrofat e paparashikueshme natyrore për zbulimit adekuat të sigurimeve. Gjithashtu me ndihmën e projektit në kuadër të fondit Issue Resilience Solution, do të doja të theksoj se ne kemi marrë mbështetje teknike për zbatimin e të gjitha aktiviteteve të nevojshme deri në vendosjen e sistemit. Ju uroj të gjithëve një punë të suksesshme, debate dhe shkëmbim pikpamjesh të fryqme për të arritur qëllimin tonë të përbashkët, që është mbrojtja e prodhimit bujqësor nga katastrofat natyrore përmes një sistemi të besueshëm e të qëndrueshëm të sigurimeve bujqësore. Ju falemnderit. Počitovani prisutni, golema čest i zadovoljstvo mi je da se obratam i da ga otvaram ovaj nastan rabotilnica za uspostavljanje na zemjodelski osiguriteljen sistem, kako prv javen nastan so koji sakam da gi najavam aktivnostite na koji raboti Ministerstvo za zemjodelstvo, šumarstvo i vodostopanstvo vo nasoka na uspostavljanje na održiv sistem za zaštita na zemjodelcite od katastrofalni vremenski nepogodi. Zemjodelството како стопанска дејност во нашата држава е многу битен. Околу половина од вкупната територија е земјоделско земјиште, каде преовладува растителното производство. Оттука приоритетот на Министерството е насочен кон зголемување на земјоделските површини, на приносот и квалитетот на земјоделски производи. Тоа значи и поголеми приходи во сите семејства кои се занимаваат со земјоделско производство. Нашата политика е насочена кон создавање на производи со повисока додадена вредност кои ќе бидат извозно ориентирани. Климатските промени се наметнуваат како сериозна закана за земјоделското производство. Со години земјоделците се сочуваат со влијанието на природните непогоди, за кои Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Комисијата за штети при владата исплаќа во просек 3,5 милиони евра годишно на основ штети од временски непогоди. Токму затоа решивме дека е време да воспоставиме организиран пристап за прилагодување и заштита на земјоделските производи преку воспоставување на систем на земјоделско осигурување во нашата земја. Ваквиот пристап не е новина во светот. Со оглед на ранливост на земјоделскиот сектор, многу земји во Европска Унија и пошироко имаат воспоставена системи чија основна цел е на еден организиран и одржлив начин заштита од земјоделците, а при тоа да се инволвира и приватниот сектор во процесот на таа заштита. Секако, целиот процес е контролиран од страна на владите на државите со цел да се обезбеди поголема сигурност кај ранливата категорија на граѓани, тоа е земјоделците, и да се зголеми нивната доверба во функционирањето на система. Нашата земја со цел реализација на функционален систем стапи во контакт со Министерството за земјоделство во Турција и Турската агенција за управување со земјоделски осигурителен систем ТАРСИ и побара нивна поддршка во процесот на воспоставување на истиот. Оттука би сакал да се заблагодарам за возвратениот интерес од нивна страна и желбата да ни помогнат во процесот на развој на концептот и поставувањето на основите на овој систем. Министерството во соработка со владата и надлежните министерства и институции посветено ќе работи на воспоставувањето на овој исклучителен значаен систем за земјоделскиот сектор. Голема поддршка очекуваме и од осигурителната индустрија. Заедно ќе се потрудиме целосно да ги заштитиме земјоделското производство од непредвидливите климатски непогоди преку соодветно осигурително подкритие. Исто така со помош на проектот во рамките на Issue Resilience Solution фондот, сакам да посочам дека добиваме техничка поддршка за реализација на сите потребни активности се до воспоставување на систем. Овие 2 дена очекуваме ваш активен ангажман во дискусиите по темите на работилницата, се со цел сите заедно да вложиме максимални напори и да придонесеме за поквалитетен систем на земјоделското осигурување. Ви посакувам на сите успешна работа, плодни дискусии и размена на мислења за постигнување на нашата заедничка цел.
a тоа е заштита на земјоделското производство од временски непогоди преку систем сигурен, одржлив за земјоделско осигурување. Ви благодарам.